Добродошли у наше и ваше хумористично шоу на Шанк. Значи, ми ќе се потрудимо да има добра забава. Нормално мора да се коригираме со суредника кој не е такој пријатен и склон на договори на муабети. Ке покушаме да направиме муабет од дешавко што се десила прошло неделја, некој смешан момент, гост наш и нормално. Тој се киде преко плоштад. Значи, не преко овој плоштад наш што го платимо како Шанзелизе у Австралија, или не беше Австралија, како беше? У енглеско. Добро, во Франција. Значи, преко плоштад, директно каде нас на Шанк. Ваше да дојдете да не почастите с присуство, а наше да го служимо с предобар хумор. Наш гост, нормално ќе биде еден човек што имаше преко 150, добро не ме гледате како лошо, испод 150 кила, кој сек има дупло помалце килажу, ама има дупло поголему дозу на хумор. Тоа е една култна личност од Куманово, што е заслужен за едну песму афганистанско-кумановску соработку и играчку. Тој е еден наш рокер, панкер и вечерашен шанкер. Драшко. Куде, што и како настана Димоп? Мора ли како полиција да зборим? Појачај, Дачо, рефлектори да ga презноима човека. Изволте. Сега ти кажу, кој кад ме најавуеш, право да ти кажу, штета што сум жив. Ова е култна личност, тоа улице по njega да дава. Да, плоштади. Ова стварно, мисли, култна личност, рокер, шмекер. Панкер и вечити шанкер. Молим те, продужи, ја ќе те слушам, не прекидам никога кад ме фали. Така е. Брат, како настана Димоп? Како настана Димоп? Па тако што бесмо соберени, тоа беше прво реалити, тој што сак на Пинк гледав и по скупштине што палив тие димни бомби и што се собирав оние. Ти ми га прави сме во спортско сало Кумани. Ние го гледаш и собирав тамо по фарме. Така. Тоа беше ништо, ми смо реалити шоу, што се викаше Фобови. У Афганистан и соберавме тамо едно 50 кумановца, 50 американца. Квота беше испуњена с индици и такви некои. И седиш туја и тък сам са тие, јас сам разнаја с слични луѓи, с некои луѓи што стварно слично раси. Мислиш дека су оној, дека се луѓи. Да. И сретнеш тамо свакакви. Тоа е битно, ја и тако и поју. Ја кад ми се кад легну да поју по туш. Ја мислу дека Павароти ќе ми завиди. А луѓе викаат дека како прасе кад заглави ногу у тараву. У тараву квичи, да. И соберем тако слушаш свакакви мовети, што су $1000, што су $2000. Како кад иде во Дубај и кад иде онаму оној Јорк. Штета што не неделја да се избањамо. Неću јавно да кажу што беше Јорк, да. Али тамо толку су привлачни, со има паре што њуна проститутки ги часте своја. А знаеш дека добре да дојде во Афганистан $100 немаше нам дете млеко да купи и еден пут беше изреволтиран с некој ароганција на еднога што су $1000, што су $2000, како што кажа. Распределува се со збројка како да не мултимилионер, да. Тачно. Али се лечиште. Тоа ти кажа. Добро, извини. Неću да кажу кој е, куде е камера, оно дека. Да, тоа може. Ај нема да кажа. Ајде, не кажа, не кажи, ајде. Не кажи. Нека стане меѓу нас живели. И тоа едно 20 минута ми требаше. Напишав го песму и Сики, еден мој другар, с мене беше отиде у Ирак. Ја му напиша песму и направи овој. Не сум размишљаја тој да објаво, да она. Меѓу нас тој се зеза. Он го знаеше текст, ама не го знаеше филмче. И он отиде преко му до Ирак, ја му го праќам. И он го пратие на двојица човеци, на двојица луѓи. За 3 дена, 45.000 прегледа. У тој време. Сака е лако, тоа беше проблем. Тоа беше проблем 45.000 прегледа. Мејлови, човече. Тој ни Фејсбук не функционираше. Што те VGA камере без сваѓаше тоа, да. Мејлови, на мејлови што се праќа у KBR, па по Куманово и дојде на тој да се свири по свадбе. Свира се и по разводи сега, остајте, не само по свадбе сега. Па добро, пази, тој ти е песма, ја стварно, мене ме изненади, мене ме, како да ти кажам, беше нешто заебанција што си го прави смо ту интернет. Така е.
Значи направимо нешто што тако изнасмеја смо се туе колеге, отиде у катастрофа. Не. Тоа е култна. Ти имаш још многу песмички напишани, и ти најбо се разбираме околу тие пишувања како е, дека тој те у период од 1 до 5, и не до 3 најкасно после само вили скача. Не знам зашто мора да се разбуду 4 сат на ческа, да ga зему телефон и да ги запишуju глупости што ми падав на памет. Тоа не ми е. Брат, имам ја имам еден тефтер добар и тетрадко, мади телефон ми е фул више, стануи 3 минута. И ако смениш нешто, толку брат, толку. Например, вицеви еден куп, вицеви за афганистанци, знаеш брат, афганистанец кад се вратија дома и сега тражи го жена му го нема нигде, иде по њума и гледа го лаза брат у стриптиз таму, у јавну куќу. И ми вика на таксисто, брат, жив ти све. И ве ти 100 евра, молим те, вика, довлече го, вика, жена ми од тама. И го чека, седи, гледа го таксисто, брат, он влече некој жену за косо и вика, абе, брат, вика, ова не е моја жена, ова е моја, секи го доведу твој. Некој момент, ти не само Афганистан, бија си и по други држави, страни, црнци, белци, работаја си со свите. Баба ми викаше, синко, још на месец не си вие и мечко не си водија по улицу. Да, дедо викаше авион не сам тера и мечко не сам водија. Значи, што да ти кажу? Па бил света годовштина? Бабе су ме зачарале пером птице селице. Така. Али, што е интересантно, сега се врти многу видео с Филипа. Филип Македонски Пола Куманово го знае, затоа што знае га лично. Да. Значи, Има многу Филипи туе. Филип Македонски, уствари, од Кенiju, што збори, што го научисмо, уствари, у Афганистан да збори наш јазик. Али да си ми се обратна ситуација, да ја отиду у Африку и да треба да комуницирам, замисли да се ти се деси да отидеш у базу, која е на кениско-сомалиску границу, каде што се пуца нон-стоп, и да бидеш едини белац. Брат, сега ти кажам. тебе ти било нетешко за криење. Не бе зашто. Да. Слава, вика, дојди слава, да. Слушај, ми бесмо испратени да кад си белац, они мислят дека нешто знаеш. Не си начитала, да. Паметен си. И отиде тамо и прво што научи дека мора да научи кениски. Научи ли брат нешто живи све? Научи доста, да се разбере. Као прво доаѓаш у продавница и вика ти how much, колко паре? $10. За било што, тамо ситница. $60. Пример да купиш некој Зарзавати по кумановски. Колко е $10? И прво, Джамајангу значи брате. Аха. Дадајангу е сестро. Сестра. Джамајангу мими апана музунгу муджинга. Тој значи, брате, не сум ја глуп белац. Чим го тој кажеш? $1. Ова се пресметува. Ова цена пад. Ако е женско е дадајангу. Аха, дадајангу. Сега, ако дојдеш и кажеш во хабари дадајангу, тој значи здраво сестро. Аха. Ето и нема осмех. И нема трепкање. Ја ви кажу, што су ве толку намќорки овие кенике? Ти дојдеш на нјин јазик хабари дадајангу, онако кој. Примерно. И кенијец ми вика, па што ми викаш дадајангу? Па како да го Ја видам? го кажу, па моренбу. Аха. Што е бе моренбу? Па лепотице. Ова ми иста особа, јутре хабари моренбу, не! Ти знаеш ли у Соколану кад се чекале кога нас на култно место горе, некоја девојка дошла, некој дечко го провади и вика, здраво лепотице. Она вика, ја не сум лепотица, па не си ни здраво бе. А не си дека убава си како Мерлин Монро. Да. Мрш бе тамо да си поара. Брат, слушај, научено да кажемо дека најтежок двокомпонентен лепак е селскиот помек и градски асфалт. Да. Значи, и ја мислам дека поголем дел од тие со тебе што се работале, отидева директно у Сахару. Па сви су ми, што сам работаја с нима, драги мои колеги, така да Со оваа форма. Дошол, видел, однел, земал, донел. земал и свес и добро се провел. Да. Отишал у Јорк, ова е истината прича само. С бомбонјери и со цвеќе.
Ето културен Кумановац, братче, не е за прекаја, братче. Слушај, вика отиде у Јорк и сретне некој поштено снајко таму. Да. И почне муавет со сјума, толку ги поше муавет. Части го едно пење, части го друго пење. Замисли, она га частила njega. Не. И после, она, не знам, взимала $300, njega му вземала 100. Само $100. Скоро како да го частила. Джабе, брате, зашо? Ја му викам, слушај ти кажу, бе, ептем да не го заебавав у Дубај не била курва, джабе би ти дава. Брат, не може, мора да е тако што сега. Ми куде си идемо, дедо му викаше куде си иде Дамјан, носи си Тамјан, тако и ми мора. Не, стварно. Тоа беше едно интересантно беше тој Дубај, али не би могае све да изнесу, затоа што Не знам Тоа за се- приватни тужби, али ќе тек од милицију гратиски ти остане. Така ли? Да. Изнеси дел, вика понеси и ти дел од товар. Знаеш и кад некоја од наши овие домаќинке што отишло у Дубај, знаеш, и вика сега прави бабаву и комшика, друга баба му обед. Амари, онај твоја, гледам вратила се у Дубај. Да, вика врати се. Вика, па донесе ли ти некој успомен? Донесе ми еве у суботу ки го крстимо. слушај сега, жене у Дубај. Добро. Жене у Куманово и свугде, у ствари, сега да не овој Преудицираме. Ограничуваме. Да. Ти тачно порано знаеш како беше? Не општо за сви луѓе, не Така само е. за жени. Порано беше треба ти време да не запознаеш човека. Па да испиеш доста пива с njega, па доста пута седенке, па да видиш каков човек е. Да видиш колку му сече. Да. Сега му га само отвори Facebook профил. Се знаеш. Све ти кажа. Све ти кажа. Еве, пример, имаш валјера. Добро. Не, ја немам, брат. Не, имаш валјера. Да. Легитимно. Кога не е фатена Пока све. се. Објаве су баш ме брига, живим свој живот. Да. Мој свет, моје све. Да. Господјо, кој свет ти е овој годину? Кој свет мој брат, жив ти свет, Живот значи. е кратак, живи у садашни тренутак, живи ово, живи оно. Брат, тој е прв швајдерски мобет е тој. Знаеш како ги опипуев? Прво иди и вика: "Здраво. Абе ја мислам дека е денес живот и тоа е тој. Што треба да направиш денес ке не остане за јутре." И ако почне да му каже, и ја размислувам тако, што пие девојче? Одма на прво, брат. Знае се. Вика, порано, брат, у наше време, значи јас сам фатија оној време и ваше и наше, измеѓу смо ми негде. Вика, порано, брат. Кој го си? Јас сум 81. Сега справо, да. Да. Тито не го памти. Не сам га видел Тито. Ја беше болен од жутицу, у болницу бесмо кога умре Тито и у Тепа смо се плакајќи, немци ќе дојде свикене по тебе. Брат, вајде што сте имали жутицу, жути ќе дојде. Кинези, брат, што за Не смо од жутицу, али немци не плаше, бе партизански филмови немаше кинези. Немци, абе нон-стоп не стреља све. Брат, ја фати едну генерација, куде што, брат, да го земеш за руку да го фатиш, готово свадбу ти закажува твој. Братче, сега ќе се утепав у кревет месец дана, јас не знаев на што се, брат. Не знаев на што се, која е Ти го фрска. озбилно ли го сваќаш? Не, да бе ти ова. За озбилно не смејајте или? Кажи ми сега бе да те прашам, некој момент што можеш да издвоиш од Куманово од едни добри времиња. Па едни журки имаше. Ја пати викам помлад сам, ама памто едни рок журке, имаше рок фестивал у Куманово на времето кад свира свој корпус и Пепи, значи затекнаја сам некои муабети тамо и дешавке куде што беше убаво. Да се Куманово е имало 90-ти године, што знам, пази, не сакам да зборам тако. Сеќам се кад се распадна Југославија, дедо ми збореше 70 години. За време ранije. Седнеш на клупу, у Сплит никој не ќе тира. А сега како клошар или седнеш ќе те тира некој. Да, Кој ќе те тира? никој не Пак те си тира, пробил. па да. Али сега да збориме како е било, како сега не валја, тој испада, знаеш што испада, како дедо ми ќе изгледам. Не, да ги објаснимо на овие млади, они не разбирав никакав живот сме имале. Кад си млад, Све е лако кад си млад, да. Е сега што се дешава? Кад дојдеш у некои години, еве јас сина ми се. Нема, пази, ми збориме исти јазик. Да. Ама ништо Ја не се njega ne разбирам. разумем ништо. Да. Не ga разбирам.
негово мозок како работи, негово тамо како он функционира. Јас сам мислеја, порано сам мислеја ќе биду чале оној savremen, не чуја како дедо ми нон-стоп, шта си поштија, тој после што си менѓушко, што си веруј ми, све што прави син ми се, шта ти значи ова, што... Свак му објат. Не може, ја, еве, на пример, на ќерку ми не може да му долову дека ми смо биле 30 души другари. Ја не може да му долову дека сам гледае филм од 3 сата. Не, и он вика, како бе 30 души другари? Па такој мушко друштво и женско друштво. И такој се е било. Има смо ми едно дешавко кој да нашага другара на времето. Брат, знаеш, нели се шверцуеш од Бугари у кашкавали, машкавали тие работе. И ми закажуваме журку. Јас систем бинго доби, брат, 18.000 марке, систем с 5 CD-а. Правимо журку, мајка му татко му иде за Бугарио. Изнаса се регал, шифонјер, све. Завршува се журка и си идемо дома. Они доваѓа у 5:30, ми сви седимо. И мајка му, еве, гледај, деца, како можев да бидев, окей. Јутре дон сабале татко му, абе, ѓубриња, вика да не прависте журку? Не, вече што не правимо журку? Не прависте журку? Па комшија вика да на автобус девојчиња дошле бе вчера. Не може да ги докаже кам многу с мали работи смо биле средни. Татко ми знаеш да викаш? Ајде, вика, тоа што изгазиле све у двор. Све искршиле китке се. Ајде што скршиле стакло, лустер, тоа разбира. Како дисваве на плафон. Како ве ступка на плафон. Не може да повика. Никако тоа не може. Не може да си го објасни тоа. Ема, ми фатимо некога фрљамо да гори, удари с ногу у плафон и печат. Па тој ти вика, ми некако има смо подруг менталитет, респект, значи. Глед, ја едно кажу порано, на пример, сега многу лако да бидев мангупи. Тато ќе купи Мерцедес, ќе отиде, ќе му лупне шамар, ќе ти спровоцира каде ќе пријави у полиција. Порано беше тешко да си мангуп. Затоа зашто од 12 мушки 15 бе са тепачи. И да дојдеш до статус, да. Сега нема тој, све некако ми замре, све некако умре и мислу дека негде грешиме. Па пози, што да ти кажу, ајде почнемо кој. Нема везе каква е генерација. Замисли пред 30 години. Пред 30 години седимо ја и ти. И ја ти кажу оваков муабет. Викам, слушај, за 30 години ќе дојде на чело на Америку председник, што прв закон што ќе го донесе ќе биде дека има два пола, мушко и женско. Брат. Што ќе ми кажеш? Извини, тешка будала. Татко ми кажа, не може. Дали е могуче со закон да се донесе дека... Брат, знало се е по природу што е како е. Па, нормално. Овдека више 18 години, он још не знае што е, брат. Него, пошто имам актуелно... Да се смееме малку. Да, не е ова озбилна работа, него чисто. Не, нема да сече, брат, што ќе сече свеето и... Значи, концепт на цело емисија е да си правиме муабет, човечки муабет. Значи, да не биде нешто да биде изрежирано, него да биде приемливо за сви луѓе што сакав да го чуе. Сакаше да те прашам, имаше ти едну песму напишано с дужну почит спрема луѓе с инвалидитет. И мислам дека имаш едну добру прича на тој песничко, мада скоро сви сам ти ги преслушаја и су топ, и мислам дека имаш добра прича околу тој песничко. Пази, песма е такој настана што ја беше у Шведско едно 5 години и кога дојде овдека не ми беше сватливо. Не дека сам ја селјачиште отишол у Шведско, па сак сам виднае швеđанин. Да. Али никад не ми било сватливо што год ќе направи у саобраќај сви грешим. Али да паркирам таму каде што е обележано за инвалида. Така. Тоа е по мене болест. Така е. Ја не би казнуваја, ја би водија одма у Бардовце. Да. У Србија имаше акција, јел хочеш да менјамо места. Тако ги стављасва на брисач. И имам роđаци на брата ми жена, на њојан брат, жена му е едно дивно створење, али е у количка. Така е. И седимо на еден ручек фамилијарен и прашувај ги, викам, кажи ми, имате ли проблем с паркирање? Вика, чути, кад почнава да ми збори, што се, куде е камера, овде е камера? Да, тој брат, тој може. Почнава да ми збори што се дешава во овој град. Људи, паркира испред, паркира авто особа. И он му вика, девојче, ово е место за инвалиди. Она му се врти, гледа го и вика, ајбе па ти да не си инвалид, ти си отидуе. Брат, значи не сваќав дека не може да искочи, не може да
Ја не може да го сватам. И песма, тој кад ми го кажава, они, што да ти објаснуju, легнеш една ноќ, пробудиш се во 4 сат, С готово песма. напишеш и утре са вајле, не знаеш што се напише, прочиташ, свиѓа ти се и објавиш. И Тоа е- не пишано правило, ако покушаш да промениш готово, пропада свет, цел проект прав, значи тоа нема. И моја прва песма е настанала за 20 минута. Да. Луѓе, ако мислиш дека се песма прави како куќа, која Батко, нема ве. идеја дојде такој, не, дојде ми оној и еден стих, на пример, не буди гнида, не паркирај на инвалида. Тако е. Такој ми дојде еден пут кога дојдеше гледам паркирај некој идиот, па паркирај на 2 места за инвалида, некога джипа. Така да може да па градски човек И со тврдота. да, кад го виде и викам гнида. И не буди гнида, како ми пројде тој, нема 2-3 ноќа, стануju 4 сат, так пишуј Сабајле, викам чекај ја напиша нешто. Што си напиша, не се сеќам. Стварно не знам. Тој ти дојде у ноќ, напишеш и Тоа е, значи, тоа сакам да кажу дека тие работи кад се пишува, кад ствараш нешто, доаѓа секунду, имам на пример еден булјук, тетратки и такви работи каде што запишуј макар по зборови кои ми отворив можда после Да, второ, да. трето читање да биде све како што треба. Иначе можеме да збориме за многу теме. Мене ми беше овој пошто ти пак ќе кажу ти си па да еден добар белек остави со димоп. да, имам за Боро Чорбо песма. Браво. Мислим, ја имаше за Боро Чорбо у лош контекст, па кад умре Боро Чорбо ја го скина од YouTube. Така е. Мислим, нема логику кад се продаде политички нешто. Мислим, повредиме како член од фамилија да ме повреди. Да. Сакаш да ти кажам... Ама како беше покојнику све најбоље Да, увек. али мене, веруј ми, луѓе што ме знаев колку сам го сакаат тај негов стил на пишување, они Балашевиќ. Луѓе кад умре Бора Чорба јавља сам се да ми изрази саучешće блиски луѓе. Да, така. Значи, ја беше, так бе, викам ти, како брат ми нешто да ми издае. Човек напиша погледа Дон со Анџеле, после се продаван за странке пој. Така. И небитно, повлечеву песму, не онај... Да биде експонирана толку, да биде негативно, видена, да. И направи песму за njega, с негови стихови. И тој ми беше, мене ми се многу допадна. Мислим, она кој тој сакаше да кажу што стварно ми е оставија траг. Кажи ми на кој канал тебе би требало да те запратив, да те види, да ги чуе сите овие твои песнички, каде што би могале, пошто реално тие што не су чуле направиле со голем пропуст, што Драшко е изврстен човек, што и изврстен текстописац, меѓутоа има едно Продужи, многу Да, многу сакам да има една појава последни неколку години каде нас дека една шака људи, да не кажу, ајде, би кажа некако другше, ама да не ги навреду, узурпирава га јавен простор и нема шанса никој да дојде до израз од тие 5, 10, 15 човека. Значи, окей, све, ама пазар е многу голем, има место за свите. А со спљукање по еднога, по другога, третјога, тој се прави сек моментално. Дури су ми смешни некои, што сега починјам да снимав рекламе, брат. Значи, тој су реклами, кад би го некој погледнае, сигурно би плакаја, не би отише да купи. Ама тоа е, нели, тоа е еден наш менталитет, зашто да га биде Драшка, Бобита или овионија, чекај сега за инат све ќе биде контра. Па пази, ја углавном никад не збору неафирмативно Исто, према некој. исто. Мислим, не улазам у тој, ја поваѓам од едно мишлење, га има свака будала. Викаш, мишлењето е како дупе, има го свак. Да. сега- На жалост дојде до можност свака будала да го изнесе мислење. Па добро, порано си требае да бидеш Емир Кустурица, да имаш буџет милионски, да направиш филм и да отидеш у Кан. Така е, така е. Сек лупета и глупости на Инстаграм имаш Да, милион прегледи. да, тоа е Сега, така е. У данашње време, јас за тој сум многу поносен и с песму за инвалиди. У данашње време, да не псуju збору глупости, кревелju се, а имам 34.000 луѓе што се лајкувале и пша, тој ми е повише него некој, не знам, некој глупост, кад викам дали да го објавам, не објавувам и оно одлети. Па, знаеш, ја би спомнае сак еднога мојага другара што ми даде едну идеju, пишуј книгу с детски песнички, 39 детски песнички. И идеја ми го даде Ти беше македонски Бранко Коцкица. Чамбазо викаше мој другар Чичко Стојан Тарапуза. Значи песнички за деца, каде што нема насилje, љубов, дете од 7 години да развива симпатии и тие работе, каде што е баба, дедо, село, зајче, лавче, золошка,
значи, на деца ги треба еден нов систем на менување за да знаев како да се одшколуе. Малце покрај хумор и да го заозбилима малце на некој тему работа и нормално дека ќе завршиме с хумор. Меѓутоа, тој сакам да кажу дека на деца ги треба малце преусмерување од нас родители прво, па после од се друго. Затоа зашто ми смо дете е фактички Гледало на нас. Тако е. Значи порано примога прегаскам обед, ќе ми степа учител, па ќе ми степа дома, зашто не сам кажае, па кога ќе отиду во школа, па ќе ми степа учител и па мора да кажа дома дека ми степае зашто не сам кажае. Точно. А сега малце строго ќе ga погледне учителка, исплаши ми се дете. Татко ми знаеш што викаше? Свили ги децата па, не само мене. Зашто? Не се да кажеш што е работа бе со тебе? Зашто е работа? Ми ќе направи смо бели татко ми полицајец и вика, бобче. Не и татко ми. Гледам што направиле. Тој за вицеви нема врска. Да, тоа е све истина. Немам све истина. Све истината нема шанса, брате. Знаеш, има еден виц каде што полицајец искочија памет. Ама еден само. Отише полицајец у кафиќ да пие кафе и, нели, порано, нема како сега шикерчиња. Има ли шикер? Има, вика, мешај туе. Меша, овој брат, зима да пине. Не, бе, вика, дешко шикер нема, бе, мешај, вика, туе. Добро. Жаца стисне душу и спие кафе, се заврши, една поваѓање ситни паре, танк на шанк. И управи, вика, фалив паре, ајд, број. Тој се паре. Тоа е едно виш кој што жаца искочија паметен. И како за крај, што би, некој муабет пак е се на врату, што би могаја да смениш 5 минути? Да сменам? Да. Овој наша држава е, у Македонија. Да не идемо пошироко. За избор на мис, да... Не за избор на... Не за плачење на главно дете, да нема и сви деца... Не, далеко тој знаеме, брат, него... дали некоја носталгија нас не влече спрема нешто? Беше оној пат, стварно не сум тој више од 20 година. Така е. И за Македонија луѓе не сваќат, тој беше кажал, да. Луѓе не сваќат. Македонија, кад ќе дојде, највише ми смета, кад ќе дојде у Куманово Македонија, кад ми некој каже блазести што не си туи, овдека е катастрофа, овдека е она. Не бе, браче, побегни, отиди на страну. Направи да ти фали овој град, да ти фали овие луѓе. Ја никад не би живеа туј и да викам не ми е убаво. Кад не ми е убаво иду, али не давам кад ќе дојду некој да ме смара, не е убаво. Не, мене ми е кад сам овдека многу убаво. И друго, ми викав на гости ли дојде? Кад ќе ме види некој, кога на гости? Дома сам си ја. Диагноза Кумановац, беше некој ми збори од Србија, ти си од Србија, викам диагноза Кумановац се стекнува со роѓење и се инфициран си доживот. Значи, ако не ти е убаво, иди, види куде е поубаво. Ја беше у Шведско. Виде, не знам, нису мушко, нису женско. Не знаев што су, не знаев како су. Виде дека тамо не е убаво. И си дојде, мислим, дојде си у Србија. Туј сам. Ама туј е Балкан, наш Балкан, туј е. Али, кад ќе дојде овдека и некој кад ќе каже овдек не валја, И ја мора да се надовржу, брат, с тебе дека тој жалење дека овдека не е добро, ма тамо е добро негде на страна, не е битно било каде у запад. Не, брат, знаеш што, јас сам видија. Тамо като отидеш, немаш ден, немаш ноќ, работиш 12, 14, 16 сата, па работи ти овдека 16 сата, две работи, исти пари ќе ги имаш. Значи исти пари ќе ги имаш. повеќе ги имаш. Ама ќе имаш мир, ќе имаш не знам што, и мислу дека малце претеруемо. Не дека сјајна ситуација, ама слажем се со тебе, ако мислиш дека ти е боле таму, изволте брат, пробај се, па дојди си дома да видиш како ќе ти е убаво. Нормално, пази, да ти зафали. Кад ти зафали нешто, пази, ја не ме интересира, има дупки, у Шведско нема дупки, на улица вдека има, па што? Али луѓе со кои сум израснаа, и роѓаци, пријатели, кад ги виду, кад ми се огрее душа, тој ти е, разбираш, увек сакам да дојду и увек ми е убаво. Така е. Тоа е цела прича. Како за крај, фала што не гледасте и Драшко, фала и на тебе. Видимо се следеќа прилику. Поздрав. Фала и на тебе. Поздрав.